Здраво на сите и добродојавте во 116-тата епизода на Вестите за млади Шорткат. Јас сум Гоше, а ова се најважните настани од минатата недела. Почнуваме веднаш. Ако ве интересираат содржини од областа на дезинформациите и ако сакате да одите на еднонеделен престој во САД, ова е вистинската вест за вас. Сите млади студенти, новинари, членови на граѓанскиот сектор, активисти или ентузијасти имаат можност да аплицираат за 2 работилници за новинарство поврзано со разоткривање дезинформации. Првата обука ќе се одржи од 13 до 15 март во Велес на тема проверка на факти и дебанкирање дезинформации. Втората обука ќе се одржи во Охрид од 13 до 15 мај и главната тема ќе биде пребанкинг, превентивни стратегии за спречување на ширењето на дезинформации. Обучувачи на работилниците ќе бидат еминентни новинари од САД и новинари од Фондацијата Метаморфозис. Обуките ќе бидат на англиски јазик, а најдобрите 6 мина ќе имаат можност за платено практиканство во еден од медиумите на Метаморфозис. Тројцата најдобри пак ќе заминат на еднонеделна студиска посета во Вашингтон, САД, со Меѓународниот центар за новинари. Продолжуваме со главната тема која го засега секој жител на планетата, климатските промени кои се повеќе влијаат на нашето секојдневие. Екстремните временски услови кои најмногу се манифестираат преку повисоките просечни температури во последните години, предизвикаа зачестени природни непогоди за кои земјата е слабо подготвена да даде соодветен одговор и да ги заштити граѓаните. Во прилогот ќе слушнете за податоците кои ги открива анализата на екстремни временски настани, изработена од Центарот за климатски промени, која покажува дека пожарите и поплавите се најчестите природни катастрофи со кои се соочуваме. Најголемиот дел од природните непогоди кои се случиле во Македонија во периодот од 2005 до 2023 година се пожари и поплави, покажува анализата на екстремни временски настани која ја изработи Центарот за климатски промени. Само на овие 2 непогоди отпаѓаат над 90% од природните катастрофи што се случиле во земјата. Анализираните податоци откриваат дека пожарите и поплавите најчесто се регистрирани во периодот од март до септември, а особено се зачестени во последните 10 години, што укажува дека се директно поврзани со влијанието на климатските промени и покачувањето на просечните температури. Председателката на Центарот за климатски промени Бојана Станојевска-Пецуровска вели дека анализата покажала оти најголем дел од природните катастрофи настанати во земјава, или околу 80%, се шумски пожари и пожари на отворено и земјоделско земјиште. Поплавите се 12%, а остатокот се екстремни временски настани како мраз, снежни наноси, грмотевици, одрони на земја и ерозија која е резултат на поројни поплави. Потребна е зачестена контрола во шумските предели. Мерката забрана за движење е одлична мерка. Меѓутоа, освен оваа мерка, потребно е државата и институциите да работат и на зголемување на човечки капацитети кои што ќе прават контрола за тоа дали оваа мерка соодветно се спроведува. Исто така, не само човечки фактор, туку потребна е соодветна екипираност на институциите, нели, кои што ќе ги прават контролите, ќе го прават надзорот и нели соодветна опрема, нели соодветна соодветни квалификации, возила и така натаму. Во земјата постојат многу малку податоци за тоа која од овие природни непогоди колкава штета предизвикува. Иако пожарите се побројни, сепак можно е поплавите да предизвикуваат поголеми последици за урбаните и руралните заедници. Слабо стоиме и со анализите на временските настани кои се случувале во минатото, за да се утврдат најранливите подрачја од општините и тие ризици да се вклучат во планирањето. Неопходно е одговорните институции и сите оние кои што се во улога на донесувачи на одлуки да ги приоритизираат овие проблеми, затоа што очекуваме дека во иднина ќе зачестат, значи нивната појава е веќе се позачестена. За жал ми анализиравме еден период од 15-18 години, можеби и малку повеќе, меѓутоа сепак се забележува дека во последните 10 години овие појави се позачестени.
Нивното истражување покажало дека најранливи и најизложени на пожари се општините Кочани, Кавадарци, Кратово, Неготино и Велес. Во однос на поплавите најзагрозени се Чешиново, Облешево, Кочани и Демирхисар. Продолжуваме со информација за првите стипендисти на Министерството за одбрана. Имено минатата недела министерката Славјанка Петровска подпиша договори со примените кандидати на конкурсот за стипендирање за потребите на армијата кои се дефинирани како критични специјалности. Тие студираат на Универзитетот Свети Кирил и Методи во Скопје, Штипскиот универзитет Гоце Делчев и Универзитетот Американ Коледж. Двајца студенти студираат географско-информациони системи, тројца медицина, а по еден компјутерска технологија и енергетика и екологија. По завршувањето на студиите, 7 млади стипендисти ќе бидат вработени во армијата и ќе бидат дел од одбранбениот систем. Следниот конкурс за стипендирање на студенти ќе биде објавен по завршувањето на изборите кои ќе се одржат на 8 мај годинава. За крај една вест од светот на играните серии. Следоред, Кавга и Мечката се главните победници на Еми наградите, што неделава се одржаа во Лос Анџелес САД. Сара Снук, Киеран Калкин и Метју Макфадиен ги добија актерските награди за своите улоги во Succession, односно Следоред, а серијата ја освои и наградата за најдобра драмска серија. Елтон Џон ја освои својата прва Еми награда со што го доби статусот егот и се приклучи кон клубот на изведувачи кои освоиле награди Еми, Греми, Оскар и Тони. Хумористичната драмска серија The Bear, односно Мечката, освои 3 актерски награди. За незината звезда Джереми Ален Вајт и за споредните улоги на Ајо Едебери и Ебон Мос Бахрак. Следоред и Мечката освоија по 6 награди во категориите драма и комедија, додека серијата на Netflix Кавга доминираше во категоријата на кратки серии. Тоа е се за оваа епизода на Шорткат. Пишете ни на Instagram и TikTok ако имате сугестии или предлози и читајте рубриката CTRL на meta.mk. Се гледаме и следниот четврток во истото време. Поздрав!